Ова е најлошата суша што шпанските земјоделци ја доживеале во својот живот, комбинирана со смртоносни топлотни бранови и шумски пожари низ Европа. Климатските промени влијаат на временските услови, но не на добар начин, велат научниците и лидерите широм светот. Го видовме хаосот од екстремните временски услови, од Словенија до Бугарија и директно низ нашата Унија. Ова е реалноста на планетата што врие. Ова екстремно време го нарушува производството на маслиново масло во Шпанија, најголемиот светски производител, кој обезбедува околу половина од светската понуда. Државата ги комбинира традиционалните методи на одгледување маслинки со современите иновации, што резултира со високо квалитетни масла кои се користат широм светот. Минатата година беше најтоплата година во Шпанија досега, а последните 2 жетви беа преполовени во споредба со оние од претходните години. Сушата ги загрижи производителите кои имаат мала надеж дека жетвата следната година ќе биде добра. Цената на шпанското маслиново масло е двојно зголемена во изминативе 2 години поради мала понуда. Ова е реалноста, мало производство. Побарувачката е се уште силна, а цените растат. Глобалната побарувачка за шпанско маслиново масло се зголемува секоја година, бидејќи повеќе луѓе ги препознаваат неговите здравствени придобивки. Но на маслиновите дрвја им е потребна вода, а сушата предизвика дебата за тоа кој треба да има приоритет за скапоцениот и се пореткиот ресурс. Во Шпанија во моментов имаме голема побарувачка за вода. Сушата е екстремна. За производство на маслиново ни треба вода. Светската метеоролошка организација вели дека планетата е далеко од исполнување на незините климатски цели, а глобалната реакција е многу слаба. Во Шпанија, Едуард Понс и другите земјоделци велат дека дебатата за користењето на водата треба да се прошири за да се заштитат намалените водни ресурси на државата.